Денешна тема на разговор ќе биде туризмот во Прилеп и во регионот. Повеќе на оваа тема ќе поразговараме со Милан Велески, професионален туристички водич и магистар по туризам. Мики, каква е ситуацијата во Прилеп моментално? Дали Прилеп е посетена и позната туристичка дестинација кај домашните и кај странските туристи? Добар ден. Точно, Прилеп е делумно посетена дестинација кај домашните и странските туристи. Според статистиката, повеќе имаме раст од 2012 година до 2016-17 година имаме раст на домашните посетители, значи од Македонија претежно. Меѓутоа имаме стагнација и опаѓање на бројот на странските туристи кои го посетуваат градот. Можеме Прилеп да го набљудуваме како дел од поширокиот плански регион, од Пелагонискиот плански регион. Тука Прилеп може да направи повеќе работи кои би ја зголемиле компетитивноста на градот и би донеле повеќе туристи, дали биле тоа транзитни туристи, дали биле културни туристи, авантуристички туристи, туристи кои бараат некои единствени работи од етнолошки, културен аспект. Прилеп има добра локација, добра позиција, би можел да го зголеми бројот на туристи кои го посетуваат и од тоа да направи релативно добар обрт и профит во нудењето на туристичките услови. Прилеп има доволно потенцијали, дали било тоа културни, етнолошки, географски вредности, кои би го поставиле високо на мапата на туристички посети во следната година и понатаму. Кои се културните ресурси за туристичката дејност? Културата како феномен е збир на многу појави, традиции, на многу културни богатства, културни ресурси кои се отсликуваат преку културното наследство на еден град, преку етнолошкото наследство. Прилеп има неколку добри локалитети од археолошки, културен, историски аспект, кои би можеле да го профилираат како една од најдобрите места за посета, најдобрите дестинации за посета во Македонија. Например, имаме Марковите кули, зад нас, кадарот. Имаме остатоци од стари населби, од археолошки градови, наоѓалишта и слично, кои би требало прво инфраструктурно да ги подобриме и да ги понудиме во официјалната програма за културно-туристички развој на општината. Имаме цели региони, како например Прилепскиот дел од Мариово, кои нудат одлични услови за развој на еден поинаков вид туризам, освен на авантуристичкиот, освен на алтернативниот туризам, сигурно и на културниот туризам кој взема замав во регионот. Се создаваат потреби кај посетителите да дојдат и да видат нешто уникатно, нешто што го нема кај нив. Како што кажа, моментално се наоѓаме пред Маркови кули. Тоа е еден цел комплекс кој што го опфаќа од Вештачкото езеро па се до Трескавец и Небрегово. Колку овој комплекс е значаен за профилирањето на Прилеп како туристичка дестинација? Марковите кули се еден примарен ресурс од културно-етнолошко значење, од уметнички аспект гледано. Марковите кули се еден континуум уште од праисторијата до ден денес. Имаме најстари податоци кои сведочат од неолитот до времето на Старото Македонско кралство, повторно во римско време имаме остатоци многу, а во византијско се до освојувањето на османскиот период. Прилеп и Варош е центарот на едно стратешки важно место кое се викало Прилапон, споменато во 11 век во византиските извори. И до ден денес Прилеп е носител на профилирањето на околината како туристичка дестинација. Марковите кули носат значење и носат мотив за поголема дисеминација на туристичките податоци и материјали кои би го довеле во една
подобра состојба како што е денес. Имаме еден важен манастир, имаме остатоци од уште 70 цркви во околината на Варош. Тоа е околната населба под Марковите кули, која била основа на градот и од која градот почнал да се шири. Од сегашните туристички цели, вредно е да се спомене манастирот Архангел Михаил, кој е во непосредна близина на градската населба и на поранешното село, а денешна дел населба од Прилеп Варош. Како што кажа, постојат голем број на цркви во Прилеп и околината, постојат доста манастири во околината на Прилеп. Колку се тие значајни за културната валоризација на Прилеп како регион? Со самиот факт што ќе наведам 3 од најважните, можеби во македонски и во поширок балкански концепт манастири или манастирски целини кои довеле до ширење на една христијанска етика, христијанска култура и уметност. Например, манастирот Трескавец, манастирот Свето Преображение во Зрзе и манастирот Архангел Михаил. Тие 3 манастири се едни од најважните во целокупната територија на македонската културна карта и од високиот среден век до крајниот среден век, значи до некаде 15 век, тие носат огромно значење за културното возвишување на македонскиот и на другите народи кои живееле тука. Црквите и манастирите имаат високи потенцијали, меѓутоа мораме подобро да ги брендираме и подобро да ги заштитиме. Значи, паралелно со посетите на поголем број туристи, расте и ризикот од уништување на вредното културно наследство кое е представено во црквите и манастирите, во нивните дворови, во нивните галерии и слично. И со тоа мора да научиме едно одржливо решение да понудиме кое би ги ставило на маса аргументите на црковната организација и аргументите на државата од една страна за заштита на истите и од друга страна потребите на туристите и туристичките водичи и туристичките работници кои би ги решиле некои недоразбирања или некои работи кои моментално недостасуваат во една симбиотична представа на културното наследство преку црквите и манастирите. Покрај културниот туризам, покрај историскиот, покрај етнолошкиот туризам, Прилеп доста развиен е и од прилика алтернативниот туризам. Докаде е Прилеп на ова поле? Алтернативниот туризам е на спротивставеност на масовниот туризам. Алтернативниот туризам е можеби можност, потенцијал, но исто така побарува еден интегриран пристап кој би ги вметнал повеќето актери во туризмот. Алтернативниот туризам ги представува регионите какви што се. Алтернативниот туризам во Прилеп и околината на Прилеп е представен преку туризмот на возбуда, преку туризмот на посета на невообичаени места, значи преку релјефно интересни структури, како на пример Марковите кули, како на пример Мариовскиот регион, кои се одржуваат дел алтернативен туризам, дел можеби туризам на феномен, болдеринг туризмот во околината на Прилеп. Исто така имаме маунтин байкинг, имаме планинарење, имаме алпинизам и слично. Значи, Пелагонискиот регион и Прилеп поседува опции, поседува големи потенцијали за развој на алтернативниот туризам, меѓутоа ни треба инфраструктура, ни требаат вложувања во хотелското сместување, во можеби и создавање на туристички населби на алтернативниот туризам, значи адаптација на некои селски средини, адаптација на приградски целини кои би понудиле еден поинаков вид на сместување, поинаков вид на анимирање на гостите, настрана од сите појави на масовниот туризам кој зазема нажалост, можеби, да речеме, се повеќе
посетители доаѓаат како дел од едни програми, дел од шеми кои можеби во една недела патување низ Балканот посетуваат само Македонија како дестинација 2 дена. Тоа би било. За крај, каква е ситуацијата со вашата фела овде во Прилеп и во регионот? Дали сте организирани во некакво здружение? Дали имате соработка со институциите? Водичите сме организирани преку Здруженијето на лиценцирани туристички водичи на Македонија, со седиште во Скопје. Соработката, зависно од кој аспект, зависно од позадината на проблемот, оди релативно добро. Меѓутоа, потребно е да се направат едни унифицирани обуки за туристички водичи, кои би вметнале и практичен дел. И мислам дека тековно во следните месеци ќе биде реализирана овој предлог кој е Здруженијето заедно со Стопанската комора за туризам кој изготвија и ќе го достават до надлежните институции. Мислам дека потребно е профилирање на потенцијалните кандидати за туристички водичи според квалификации и според знаења. Значи не можеме ние само да создаваме нови кадри во туризмот, кадри кои како споредна работа само би го имале туризмот, а не како професија која ќе биде верна на македонскиот карактер на државата и на регионот. Ти благодарам за разговорот. Се надеваме дека институциите ќе преземат се што е во нивна моќ за афирмирање повеќе на туризмот во Прилеп и во регионот, затоа што стварно постојат добри предуслови за тоа.